Државата не се откажува од користењето на водите на Охридското езеро за производство на струја и покрај бројните предупредувања од еколошките активисти и стручната фела, тоа да не се прави, но и да не се игра со неговото ниво. Од електрани на Северна Македонија кои управуваат со езерото велат дека ја одржуваат котата на Охридско на просечно ниво согласно водостопанската дозвола, но признаваат дека езерото учествува и во производство на струја. Во 2023 година Охридското езеро учествувало со 3,65% од вкупното домашно производство на електрична енергија на АДСМ. Многу често езерото се спушта и до минимално дозволената кота од 693,10 метри надморска височина, па во услови кога нема доволно врнежи, намалувањето на неговото ниво е најочигледно покрај езерскиот брег. Максималната кота е 693,75. Нивото на водата кое сега се користи 60 сантиметри во висина за производство на електрична енергија да се смали на 30 сантиметри и испустот во струга да се направи автоматски. Како се полни езерото повеќе, да течи повеќе вода. До сега ништо не е направено. Границата е ставена на 693,10, меѓутоа и под таа граница може водата да се спушта. А како тоа се прави? Имено преку истекот на реката Црн Дрим во струга, со водата од езерото се полнат хидроелектраните Глобочица и Шпиле, каде се произведува струја. Испустот на Дрим сега се регулира рачно со помош на дрвени талпи. Единствено решение е да се изгради еден софистициран регулаторен систем на истекот на езерото преку Дрим, за тие поставени талпи што помалку да служат како регулатори на нивото на езерото и на тој начин да не се создаваат неприродни осцилации на самото езеро. Вака на овој начин доаѓа до последици како што се кристализација на фреско живописот во крайбрежните цркви, умирање на растителниот и на животинскиот свет, се намалува и квалитетот на езерската вода, а се можни и други негативни последици. Езерото се регулира со договор стар 67 години, потпишан меѓу тогашна Југославија и Албанија во времето на Тито и Енвер Хоџа. Затоа експертите сметаат дека е потребно негово ревидирање поради променетите еколошки и економски услови. Се надеваме и понатаму инсистираме, ургираме, не само ние, не можеме ние лично, него и преку научните установи да тоа се регулира. Валјда ќе успееме за некоја година. Треба да се разгледа детално, да дадат мислење стручните научни установи, како што имавме поддршка од хидробиолошки во изминатите уште пред 20 и нешто години. Тоа прашање да се покрени и едноставно да се реши на најдобар начин за езерото и екосистемот во езерото. Охридското езеро денес важи за најголем извор на питка вода во Југоисточна Европа. Ова езеро со неговата целокупна универзалност, со исклучителни и универзални вредности, не заслужува да биде акумулација за производство на електрична струја, меѓутоа, бидејќи веќе се користи за таа намена, тогаш да го направиме тоа на еден стручен и научен пристап. Од ЕСМ велат дека регулацијата на езерото се прави со цел да се обезбеди и биолошкиот цвет по течението на реката Црн Дрим. Истекот на вода од Охридското езеро велат зависи и од временските услови и нивото на вода во езерото, истиот може да варира. Оваа година како резултат на дождовите и топењето на снегот на околните планини, езерото е на задоволително ниво. За Гласот на Америка од Охрид, Мики Трајковски.